Темата за вечерва е апостолската надеж. Не постои книга во Новиот Завет која не ја споменува оваа тема. Не постои автор во Библијата во Новиот Завет кој не се занимава со оваа тема. Конечно, апостолите, првата црква, раната црква, средновековната црква, модерната црква, современата црква живее со оваа надеж и за овој настан. За многумина ова било надеж кој им дала огромна сила да ги надминат искушенијата и проблемите со кои се соочувале во својот живот. Вие знаете дека да се биде христијанин во првите 3 века од христијанството значило да се биде маченик многу често. Не е како денеска, имаме зграда, имаме црква, црквена зграда, доаѓаме слободно, си одиме слободно. Во она време било многу ризично да се биде христијанин. И добар дел од апостолите, ако не и сите, освен апостол Јован, својот живот го завршиле маченички. И понекогаш се прашуваме што е тоа што им давало сила да го сторат тоа. Интересно е дека тие умирале маченички и апостолите, а и многу други луѓе во средни години, зрели години. Оти некои луѓе сметаат дека радикалните идеи ги опфаќаат луѓето во млади години. И обично се вели либерален политичар како млад, конзервативен како постар. Меѓутоа, интересно е дека христијанските маченици биле од сите возрасти, без оглед на тоа какви биле како млади или како постари, имајќи оваа надеж. За каква надеж станува збор? Од каде потекнува идејата за второто Христово доаѓање? Од каде оваа идеја? Дали ова измислица на една моќна црква во средниот век за да луѓето ги искористува во нивна материјална смисла? Што Библијата говори за второто Христово доаѓање? Имаме ли доволно информации во Библијата? Дали тоа е нечија конструкција или е нечие ветување? И кој е тој што го дал тоа ветување и дали можеме да се потпреме на тоа ветување? Се тоа прашања на кои би сакале вечерва да одговориме. Кои се извори на идејата за второто Христово доаѓање? Најнапред Јован 14:1-3. Во кој период се наоѓа овој текст од Јован 14:1-3? Последната Исусова ноќ, пред да биде распнат на оваа земја, почнува во 13-та глава и завршува со 18-та глава. Во овие 5-6 поглавја Христос дава долги говори, одржува долги говори. И ако сакате народски речено, ова е на некој начин аманет кој тој го остава на своите ученици. И оваа вечер, оваа ноќ, што има да им го сумира своето учење и да им ги каже најважните поенти кои би требало да ги запомнат. Оваа вечер е вечер на голем страв. Затоа што Христос во 14-та глава, првиот стих вели да не се плаши срцето ваше. Оти тие знаат дека се во смртна опасност, знаат дека на Христа му прети смрт, а сепак се уште не веруваат дека Исус ќе воскресне на третиот ден. И живеат во една неизвестност. И Христос сака да им помогне да го надминат овој страв, да ги решат своите теолошки дилеми. И тој им вели да не се плаши срцето ваше. Бидете храбри. Одам да ви припремам место. Значи, не одам за да ме заборавите, не одам за да не се вратам, туку вели одам да ви припремам место и кога ќе ви припремам место, јас ќе се вратам. Што значи најреспектабилен извор за идејата на второто Христово доаѓање од Исуса Христа. Ако Христос си од свој живот говорел вистина, чинел добри дела, како што ни сведочи Библијата, како што сведочат апостолите, целиот свој живот ја зборувал вистината, па дури тогаш
кога тоа го чинило неговиот живот? Се сложувате ли? Го прашуваат Кајафа, првосвештеникот го прашува: ти ли си син Божи? Во едното Евангелие вели: ти велиш дека сум, а во другото Евангелие вели: да. Кога ви рекол: добро Кајафа, што ти мислиш? Може би се развила теолошка дискусија и како и во претходните случаеви Христос може би измегнал смртната казна. Но Христовиот час е дојден да го даде својот живот и тој ја говори вистината, тој е спремен да умре за таа вистина. Што значи Христос е најреспектабилен извор на оваа идеја. Таа потекнува од него. И да не заборавиме, Евангелието според Јован е пишувано за втората генерација христијани, за оние кои немале прилика да го видат Христа жив, за оние кои немале прилика да разговараат со сите останати апостоли. Евангелието е најверојатно напишано помеѓу 95-та и 100-та година после Христа. Апостол Јован е последниот од Христовите ученици и тој го пишува ова Евангелие за втората генерација, за оние кои му веруваат на апостол Јован. И тој вели: не јас, туку ова се Христови зборови. Исто така, во својот прочуен говор на Маслинската гора Христос, во Матеј 24 глава, тој ги вели следните зборови. Матеј 24, 27 вели вака: зашто како што молњата излегува од исток и светка до запад, така ќе биде и доаѓањето на човечкиот син. Човечкиот син во Христово време била веќе втемелена титула за Месија. И тој зборува тука за себе, дека неговото враќање ќе биде јасно како што молњата се гледа од исток кон запад. Интересно е дека овие зборови се сватени буквално. Ајде да ве прашам, кога ќе отидете на христијански гробишта, на која страна се наоѓа главата на покојникот, а на која нозете? И сите гробови се наместени во иста ориентација. Каде се нозете, каде е главата? Молам? Главата е на запад, нозете. Така, и зошто? Оти текстот вели како што молњата излегува од исток и се гледа до запад. И ако лежите со нозете на исток, а главата на запад, кога покојните ќе воскреснат, што ќе видите? Да, тоа се учи во војска. Одите, немате компас, доаѓате до христијански гробишта и не знаете каде е исток, каде е запад, каде е север, каде е југ. Ги погледнате гробовите, гледате каде е крстот или каде е споменикот и точно знаете дека таа страна е запад. Тоа е инспирирано од овој текст овде. Исто така Откривение 22:12 вели дека тој доаѓа и тој вели: еве ме, доаѓам. Што значи Христос е најреспектабилниот и најдобриот и камен темелник извор на оваа идеја дека тој повторно доаѓа. Интересно е дека втори извор можеме да наведеме, повелете напред слободно. Како втори извор можеме да ги наведеме ангелите. Во книгата Дела апостолски, каде што е опишена историјата на настанокот на христијанската црква, на самиот почеток го имаме воскреснатиот Христос, кој се уште не се вознал, како разговара со своите ученици и им дава одредени упатства. И Христос во тој миг, кога завршува со тие упатства, кога учениците го прашуваат: добро, кога ќе го воспоставиш царството Израилево? А тој вели: не е ваше да го знаете времето. И тој вели: ќе ми бидете сведоци во Ерусалим, во Јудеја, во Самарија и дури до крајот на светот. И тој се вознесува. И ангелите им велат: луѓе израелци, што гледате? Овој Христос, кој сега вака се зема од вас, на истиот начин ќе се врати. Што значи ангелите потврдуваат дека Христос се враќа.
И сведоци на ова се апостолите, тука се 11-мина, бидејќи Јуда е веќе умрен, 11-мина, и тука се и другите ученици кои го прателе Христа. Не 12-мината, не најблиските, туку другите. Оти подоцна гледаме во првата и втората глава дека во горната соба, чекајќи да се излее Светиот Дух, имало 120 луѓе. Што значи ова не го чува само една мала група луѓе, туку го чува поголема група на луѓе. И третиот извор на оваа идеја или на оваа вистина се Христовите апостоли. Прва Солуњаните е многу интересен текст, затоа што апостол Павле го пишува ова писмо на Солуњаните од заминал во брзање. Ако читате во делата апостолски, ќе видите дека кога почнал да проповеда по солунските синагоги, односно една синагога, и кога почнале евреите кои таму живееле да го прифаќаат Христа, тој полека го навлекол гневот на водечките евреи во градот и исто така на луѓето кои го воделе градот. И поради тоа морал бргу да замине во еден од поблиските градови, а тоа е Вереја. И бидејќи морал да замине во брзање и не останал доволно долго, Солуњаните не сватиле што се случува со луѓето кои ќе умрат. Тие верувале дека кога Христос ќе дојде, само по втор пат, само оние кои се живи, кои ќе го дочекаат, само тие ќе бидат спасени. И не знаеле што ќе се случи за оние кои умреле, а верувале во Христа, дур биле живи. И апостол Павле, овој познат текст, кој ќе го читаме малку подоцна, всушност им го дава во оваа прилика. Исто така во посланието до Тит, апостол Павле вели дека го чекаме, таа блажена надеж ја нарекува, и го чекаме појавувањето на Исуса Христа. 2 Петрово, 3 глава, 8 и 9 стих. Апостол Петар го опишува ова послание при крајот на својот живот, што значи од Христовата смрт, воскресение и вознесение поминале веќе неколку децении. И веќе во црквата, христијанската црква, се јавува една нестрпливост. И тие си го поставуваат прашањето: добро, кога ќе дојде Христос? Каде е? Каде е? Дали доцни? И апостол Петар вели дека Христос не доцни со своето доаѓање, туку чека да што повеќе луѓе дојдат во покаяние. Значи, апостол Петар ги уверува луѓето околу себе и вели дека Христос не доцни, туку доаѓа на време. Откровение 22 глава, 20 стих. Тоа е последниот стих од книгата Откровение. Книгата Откровение најверојатно дека е напишана нешто кратко пред Евангелието според Јован. Исте авторот, со тоа што авторот на Откровение во овој миг, кога го доживува она што е напишено во Откровението, која доживува оваа содржина, се наоѓа на островот Патмос во Медитеранот, во Средоземното море. Островот Патмос служен како казнена колонија. Еден пуст остров на кој оделе оние кои се затворени поради некој криминал. И на овој остров апостол Јован го доживува ова искуство да го види откривението. Се смета дека откривението е една визија која е добиена во еден ден. Во првата глава се вели дека во денот Господов му бива дадена оваа визија. Денот Господов кај некои подоцнежни христијани е недела, меѓутоа во Библијата денот Господов има две значења. Првото значење е седмиот ден саботата како ден Господов, и второто значење е ден Господов, посебно кај пророците, е ден на суд, на конечен суд. Ден кога Бог конечно ќе го реши проблемот на гревот, конечно ќе ги раздвои добрите од лошите, добрите ќе добијат награда, лошите ќе добијат плата. И ова откривение говори за тој голем ден Господов. Меѓутоа, тој говори од настаните од првиот век, после Христа, од време на пророкот, па се до второто Христово доаѓање. И всушност во последниот стих од откровението се вели дека и духот и невестата велат дојди. Невестата е кој во откровение? Црквата на Христа.
Што значи, Христовите апостоли, сите одред, било да се оние кои биле директно присутни додека Христос живеел 3,5 години, или оние апостоли кои се повикани после неговото воскресение и вознесение, како Павле, сите имаат една иста надеж. И сите зборуваат за второто Христово доаѓање. Што значи, ова е една од доминантните идеи кои ги наоѓаме во книгата Откривение. Добро. Што можеме да заклучиме до сега? Број 1. Се работи за настан кој сигурно ќе се случи. Значи, не зборуваме дека Христос дал ветување можеби да, можеби не. Ние гледаме од сите тие изјави кои ги дава Христос, ангелите и апостолите, дека тоа се категорични изјави. Дека тоа се изјави во кои нема никаква дилема, во кои нема никаква несигурност. Што значи, заклучуваме дека Христос навистина ќе се врати повторно пат. Исто така, Христовото второ доаѓање е исполнување на Божиот план. Ние вчера го видовме тој Божи план кој кулминира со воспоставување на вечното Божјо царство. Значи, човечката историја е всушност Божи план во кој Бог демонстрира неколку работи. Број 1. Во тој Божи план Бог го демонстрира својот карактер. Оти Бог е обвинет дека е лош, дека е диктатор, дека не е љубов. Од друга страна, Бог демонстрира низ целата историја дека тој е добар, дека е љубов, дека ги исполнува своите ветувања, дека е лојален и верен на својот народ. Од друга страна, Божиот план ни вели дека човечката историја не е безсмислена. Дека човечката историја не е збир на безсмислени настани кои ги одлучува некаква си случајност. Туку Божиот план се одвива според точно одреден ритам, онака како Бог предвидел. И конечно, Божиот план ни говори дека доброто ќе победи. Ако гледате филмови, кои филмови ви остават најдобар впечаток? Оти немате филм, а да не е некоја борба, некоја тензија помеѓу доброто и злото. Ако во филмот нема добро и зло, во било каков облик, филмот не е вреден да се гледа. Нели? Ако читате роман, новела, и во него нема тензија помеѓу доброто и злото, обично такви романи се досадни. И ние секогаш очекуваме на крајот од романот, на крајот од филмот, на крајот од драмата, трилерот, театарската представа, што и да гледаме, да се случи некое добро. Имате приказни, народни приказни, кои во 20. век им ја изменет крајот. Имате цртан филм, се вика Малата сирена. Децата го гледаат, се радуваат и интересен им е, конечно се мажи за човекот на својот живот и живеат срекно понатака. Меѓутоа, оригиналната приказна не е таква. Оригиналната приказна е дека малата сирена всушност на крајот умира, несрекна, тажна и немажена. И некој решил, окей, ова не е за деца, дајте да го преправиме. И го снима цртаниот филм, подоцна игран филм, во кој се завршува добро. Ние, луѓето, имаме импулс, вграден од Бога, да очекуваме да победи доброто. Имате холивудски филмови кои завршуваат во која добрите луѓе губат, а лошите луѓе победуваат. Обично такви филмови иритираат и обично таквите филмови на луѓето не им се допаѓаат. Постои нешто длабоко во нашите срца што сакаме да се заврши се со добро. Меѓутоа, тоа не е само наше очекување, тоа е пред се оно што го Бог дава во својот план. Значи, тоа е целта на Бога, да вечно живее со својот народ. Затоа се враќа повторно пат. Што Библијата говори за второто Христово доаѓање? Значи, прво се поставува прашањето како тоа Христос ќе дојде повтор пат.
Подоцна се прашуваме кои настани тогаш ќе се случат и конечно кога тоа Христос ќе дојде. Идеме поред. Како Христос ќе дојде? Христос ќе дојде лично. Во Дела апостолски нам ни е речено дека овој Христос кој сега се вознесува, истиот тој се враќа назад. Ова е многу битно. Затоа што постојат луѓе кои велат дека Христос ќе се појави преку некој човек. Ако се сеќавате во 90-тите, 80-тите, 90-тите години беше познат Саи Баба. Еден бушав човек од Индија кој тврдеше дека е Месија, дека е Христос, дека е Буда, дека е се. Може би вие постарите сте чуле. Јас во Белград имав прилика пред 10 години да запознам една жена, белграѓанка, која била еден од најблиските соработници на Саи Баба. Таа него го нарекуваше пред 10 години измамник. Измамник. И ми ги објаснуваше триковите во кои тој наводно ги правел и материализирал од нематеријално, од ништо правел нешто. Иако била највреден и најверен негов следбеник, таа сепак се разочарала и увидела дека е измамник. И такви во историјата на човештвото имало на десетици, ако не и на стотици. Меѓутоа, текстот вели дека Христос ќе дојде лично. Нема да праќа пратеници. Нема да праќа други луѓе кои ќе доаѓаат во негово име и ќе велат еве Христос дошол. Тој ќе дојде лично. Христос ќе дојде видливо. Како што рековме во Матеј 24 и 27, како што молњата се гледа кој излага од исток до запад, такво ќе биде второто Христово доаѓање. Ова е исто така битно. Постои еден феномен кој навистина се случува, ама не е по Божја волја. Еден опасен феномен кој се нарекува спиритизам. Спиритизмот е феномен во кој луѓето сметаат дека може да стапат во контакт со умрените. Според Библијата тоа е погрешно. Оти на тие спиритистички сеанси не се појавуваат умрените, туку се појавува некој далеку помоќен и позол. Тоа е ѓаволот и неговите демони. Но за тоа во некоја друга прилика. Сега, постојат луѓе кои тврдат дека на спиритистичките сеанси се појавува личност во бело. Има бела коса, светли, има бела брада, изгледа преубаво, маж, изборува милозвучно. И тие сметаат дека се сретнале со Христа. Меѓутоа Христос самиот вели во истата таа 27 глава. Ако ви речат дека Христос дошол и е него во пустината немојте да одите. Или ако ви речат еве го во собата не верувајте. Што значи Христос доаѓа лично. Од друга страна, во книгата Откривение 1.7, апостол Јован вели дека еве го доаѓа. И вели ке го види секое око. Што значи Христос ќе дојде така да го види секое око. Што значи сите оние луѓе кои ќе бидат живи кога Христос ќе дојде повтор пат, ќе можат сите да го видат. Во исто време. Христос ќе дојде во слава заедно со своите ангели. Христос вели дека ќе дојде видливо во друштво на своите ангели. Значи, тоа ќе биде спектакл какво смртно око не видало. И тој доаѓа, текстот вели, од правецот на небо. Не доаѓа на земја, не доаѓа во соба, не доаѓа во поле, ниту во пустина. Кои настани ќе се збиднат кога Христос ќе дојде? Што тоа ќе се случи кога Христос ќе дојде? Ќе се случи смрт на оние неправедници кои живи ќе го дочекаат второто Христово доаѓање. Го имате тој познат текст во Откривение 6 глава 15 и 16, кога овие луѓе им велат на карпите и камењата и на планините, паднете врз нас и сокрите не од погледот на оној кој доаѓа. Интересно е дека луѓето кои не го љубат Христа,
луѓето кои не му веруваат на Христа, многу често се чувствуваат непријатно кога зборувате за Христа или кога го чувствуваат Христовото присуство, бидејќи двајца или тројца се собрани во Христово име. Што значи кога ќе го дочекаат во неговата слава, тие ќе им кажат на камењата, горите и карпите да паднат врз нив. Меѓутоа, ќе се случи исто така уништување на сиот материјален свет. Апостол Петар во втората Петрова 3:10 вели дека се материјално на оваа земја ќе изгори. И ако овде застанеме, случајно снема струја и мораме да излеземе, ќе се излеземе со една песимистична идеја. Дека Христос доаѓа, све ќе уништи, луѓе умираат, катастрофа. Меѓутоа, ова не се единствени настани кои ќе се случат кога Христос ќе дојде повтор пат. Напротив, ќе се случи воскресение на праведните. Прва Солуњаните 4 глава, 14 до 16 стих. Споменав пред малку дека апостол Павле немал доволно време да се задржи во Солун. Од проста причина што бил прогонет и морал од Солун да побегне во Вереја. И на луѓето кои веќе поверувале во Христа, тој сега мора да им дообјасни одредени работи. И тој го користи првото послание до Солуњаните да го стори тоа. И текстот вели вака: Зашто ако веруваме дека Христос умре и воскресна, така и умрените во Исуса Бог ќе ги приведе со Него. Зашто ова ви го кажуваме преку Словото на Господа, дека ние кои живееме и остануваме до Господовото доаѓање, нема да отидеме пред оние кои умреле. Зашто самиот Господ на заповед при глас на архангел, при Божја труба, ќе слезе од небото и мртвите во Христа ќе воскреснат прво. Кога? Кога Христос се враќа и вели ќе има Божја труба. Тоа е интересно. Во Стариот Завет немате труби, туку имате рогови од јарци. Евреите ги нарекуваат шофар. Роговите од јарци во Стариот Завет биле користени да произведат звук во одредени мигови. Кога се огласува почеток на сабота, кога се огласува почеток на било кој друг празник. А во случај на војна и војна опасност, тоа било сигнал дека треба да сторат нешто. Значи, рогот од јарец се користи да нешто објави. И тоа е гласно и јасно. Дури денес кога одите во Израел, можете да ги купите, имаат скоро 1 метар и произведуваат многу карактеристичен звук. Значи, тоа е гласен звук. Што значи дека кога Христос ќе дојде, нема да биде тоа доаѓање тајно. Многу често луѓе велат да, Христос ќе дојде повтор пат тајно. Зошто? Оти постојат текстови каде вели Христос ќе дошол како крадец во ноќта. И таа метафора тие земат за тајно. Ама не читаат дека во текстот писателите не зборуваат за тајно доаѓање, туку зборуваат за ненадејно доаѓање. Значи, крадецот не се најавува, додека живее во Струмица. Одеднаш забележавме со сопругата дека дрвата повеќе ни се трошат колку што ние ги гориме. И свативме дека некој доаѓа и си позајмува. И една зима падна снег, не беше многу длабок. Тоа утро ние не станавме толку рано колку што станал некој од комшиите. И кога станавме, видовме стапки, еден пар стапки како отишол нагоре и истиот пар стапки како отишол надолу. Кога се симнав да видам отприлика колкави се стапките, најверојатно дека се работеше за жена, оти стапките беа мали. И сега се велам што да правам. Дали да седам по цел ден тука и да чекам кој украл 3 дрва. И на крајот решивме дека имаме попаметна работа и решивме да заклучуваме капијата на дворот, кога пред тоа никогаш не сме заклучувале. Зошто? Затоа што не знаете кога ќе дојде крадецот. Тој доаѓа ненадејно, без најава, оти не сека да биде фатен. Што значи дека метафората или аналогијата
дека Христос доаѓа како крадец во ноќта, нема врска со тајно доаѓање, туку има врска со ненадејност, неочекуваност. Сега некои луѓе ќе велат, па добро, чекај, ние сме христијани, ние Христа го очекуваме цел свој живот, како тоа ќе бидеме изненадени? Па тоа нам ни се случува секогаш кога чекаме некои гости. Ќе ви каже дека доаѓаат во точно одредено време и вие се спремате, изчекувате, имате една интересна, здрава тензија и кога ќе задзвони звончето или кога ќе чуете тропање на вратата, се изненадувате и еве ги гостите. Иако ги очекувате, сепак на некој начин тие ве изненадуваат. За тоа зборуваат апостолите. И сега апостол Павле продолжува и вели дека тој јавен настан исто така има одредени импликации за живите. А потоа ние живите, вели Павле, кои останавме, ќе бидеме грабнати заедно со нив на облаците во воздухот, во пресрет на Господа и така за секогаш ќе бидеме со Господа. Затоа утешувајте се еден со друг со овие зборови. Интересно е дека апостол Павле вели дека мртвите кои умреле додека биле живи верувале во Христа нема да ги испреварат, нема или нема да ни да заостанат после живите. Туку едноставно тоа се случува во еден ист настан, каде прво мртвите воскреснуваат, а потоа живите се преобразуваат. Тоа ќе биде еден од најрадосните мигови кои икогаш оваа планета ги има видено. А тоа е дека е смртта победена и смртта мора да ги врати мртвите. Мора. Затоа што Господарот на животот ги повикува во живот. И сега некој ќе праша, добро, како сега тоа ќе се случи воскресение? Што се случува со тие луѓе кои може би ги снемало или се наоѓаат на дното на океаните? Луѓе кои потонале со Титаник. Луѓе кои потонале со Титаник веќе ги нема. Океанските, морските води се немилосрдни. Постојат бактерии во морето кои јадат железо. А камоли човечки организам кој е нежен за тие услови. Тие луѓе ги нема веќе. Меѓутоа, воскресението на мртвите во последниот ден е чин на создавање. Чин на ново создавање. Што значи, мртвите кои воскреснуваат, на Бога не му требаат нашите коски. Не му требаат нашите посмртни останки. На Бог не му треба тоа. Тој во книгата на животот го има записот за нас и во основа на тој запис создава нови луѓе. Тоа е воскресение. Меѓутоа луѓе со иста меморија, со исти сеќавање, минус тага, минус се она што е грешно и што ги врзува луѓето за оваа земја. Праведните ќе бидат преобразени во еден миг. Апостол Павле во 1 Коринќаните зборува најнапред за Христовото воскресение. Од црквата во Коринт, на која се напишани најдолги посланија во Новиот Завет, очигледно била проблематична црква. Ние некогаш сакаме да ја идеализираме раната црква и велиме тоа биле супер луѓе, а види нас не бива. Меѓутоа, го менувате веднаш мислењето кое ќе почнете да ги читате посланијата на апостол Павле и останатите апостоли, бидејќи посланијата се реакција на одредени проблеми кои овие цркви ги имале во својата средина. И еден од проблемите во Коринт е дека луѓето не верувале дека Христос воскреснал. И сега Павле го решава тој проблем и најнапред им вели, слушајте, па како не воскреснал, има сведоци на воскресението. Неговите 12 кои биле очевидци на воскреснатиот Христос. И не само тој, туку одеднаш велим се јави на 500 други луѓе и некои од нив се и ден денеска живи. И сега во тој контекст апостол Павле зборува за второто Христово доаѓање. И зборува што ќе се случи со луѓето кога Христос ќе дојде. Што ќе се случи со оние кои се живи. Што ќе се случи со нивните тела. Еве што вели апостол Павле. 1 Коринќаните 15 глава 51 стих. Еве ви кажувам тајна, вели апостол Павле, не ќе умреме сите, но сите ќе се измениме. Во еден миг, во миг на окото, при гласот на последната труба, повторно труба,
Имено трубата ќе затруби и мртвите ќе воскреснат нераспадливи, а ние ќе се измениме. Зашто ова распадливо треба да се облече во нераспадливо и ова смртно да се облече во безсмртност. А кога ова распадливото ќе се облече во нераспадливост и ова смртното ќе се облече во безсмртност, тогаш ќе се збидне напишаното слово: победата ја проголта смртта. Нема смрт веќе. Денес овде умираме сите. Дури и ние живите, од ден на ден умираме. Телата ни стареат, имунитетот како систем полека опаѓа, и ако Христос не дојде скоро, ние сите еден ден ќе умреме. Сите ние имаме рок на траење. Меѓутоа, Христос вели, дури тоа ако се случи во нашиот живот, Христос вели, дури ако тоа се случи, ќе не воскресне. Меѓутоа, оние кои живи ќе го дочекаат Христа, ќе бидат преобразени во мигот на окото. И ова смртно, ова грешно, ќе се облече во безсмртност. Значи, доаѓа до една комплетна трансформација на човековиот живот и на неговата природа. Кога Христос ќе дојде? Освен Бог, точниот датум не го знае никој. Христос вели дека денот и часот, буквално така вели, дека денот и часот не е познат. Меѓутоа, текстот во 2 Петрова 3, 4, 8 и 9 вели дека Христос нема да задоцне. Меѓутоа, не е само Христос оној кој тврди дека никој не го знае времето на неговото доаѓање, туку и самите ангели, односно самиот Христос, се извинувам, во првата глава од делата апостолски, тоа и го вели. Прва глава, 6 стих, па понатака дела апостолски. А собраните го прашаа со овие зборови: Господи, сега ли ќе го востановиш Израелевото царство? А тој им рече: не е ваше да ги знаете времињата и настаните што таткото ги одреди во својата власт. Што значи не само денот и часот, туку и времињата. Тоа е интересно. Што значи не само денот и часот, туку и времињата. Далеку поширок поим. Интересно е дека зборот време во книгата на пророкот Даниел се користи за една пророчка година. Затоа Христос ни вели: бдејте и стражите. Бдејте и стражите. А подосна вели: бидете спремни. Бдејте, стражите, бидете спремни се императиви. Граматички императивот е за поведен начин. Во оригиналниот јазик стражете, бдејте, бидете спремни е во сегашно време. Грчкиот јазик во сегашно време го има на ум овој момент, но исто така на ум го има и континуитетот. Што значи кога Христос вели бдејте, стражете, бидете спремни, тој вели бидете спремни сега и секој ден. Значи сега и секој ден. Не се спремаме, не ќе бидеме, туку сме спремни денеска. Заклучок. Ветувањето е сигурно, оти Христос така ветил. Христос не е познат како оној кој ги изневерува ветувањата. А посебно ова ветување, бидејќи ова ветување не е индивидуално, туку ова ветување се однесува на целото човештво. И не само на генерацијата која жива ќе го дочека Христа, туку ова ветување се однесува на сите генерации кои умирале од првиот човек кој умрал на оваа планета, Авел, синот на Адам и Ева, братот на Каин,
па се до последната личност која на оваа земја ќе умре. Што значи ова ветување е премногу сериозно и има преголеми импликации за човечкиот род, за да биде сватено несериозно. Христос ветил, така и ќе биде. Второто Христово доаѓање е исполнување на Божиот план. Бог не го создал овој свет за да го уништи или за да луѓето на него со генерации бесконечно се мачат, се додека не се случи некоја природна катастрофа или некоја болест не ги уништи. Не. Христос го створил човештвото со план човекот да живее вечно. Во оној миг кога човекот сгрешил, Бог одлучил човекот да не живее вечно. Што значи човекот е создаден како суштество кој има потенцијал да живее вечно. Ама Бог не го создал како безсмртно суштество, туку потенцијал да живее вечно. И потенцијалот може да се исполни и ќе се исполни единствено ако човекот му верува на својот Творец, го следи и ја исполнува неговата волја. Затоа Божиот план е да даде живот. И тоа го имате на многу страници во Светото Писмо. Во 30-та глава од 5-та книга Мојсеева, цела 5-та книга Мојсеева покрива настани од најверојатно 1 или 2 дена максимум. Тоа се всушност говорите на Мојсеј пред да умре на гората Хорив. И пред да умре на таа гора, Мојсеј вели: пред вас ставам живот и смрт. И Мојсеј вели: а јас ви велам, изберите живот. Бог е објективен секогаш. Ама Бог не е неутрален. Има голема разлика. Бог е објективен, ама не и неутрален. Оти Бог ни вели да избереме живот. Бог знае што е добро за нас. И Бог сака да не има во вечноста. Затоа Божиот план се исполнува со тоа што на човекот му дава вечност. Ова ветување не е нешто што само треба да се знае, туку повикува на лична одлука. Иако целото пророштво се однесува на сето човечанство, на сето човештво, иако се однесува и на мртвите во Христа, и на живите кои денеска живеат, живите денеска се повикани да донесат одлука, лична одлука. И пред второто Христово доаѓање ќе има само две групи на луѓе. Оние кои ќе го дочекаат спремни и оние кои тоа ќе го пропуштат. Да се разбереме. Од секогаш, после прва Мојсеева 3 глава, имало две групи на луѓе. Никогаш три. Тоа нам не се чини дека се три. Едни кои се за Христа, едни кои се против Христа, и нам не се чини дека има некој среден пат кога луѓето се игнорантни или рамнодушни. И сметаме дека се таа трета група. Но во реалноста постојат само две групи. Во прва Мојсеева 4 глава имате Каин и Авел. Во 6 до 9 глава, односно 6 и 7 глава, го имате Ноа и неговото семејство од една страна и мноштвото од друга страна која е против Бога. И како понатака одите во Библијата, вие постојано наидувате на две групи луѓе. И тие две групи луѓе не се само Израел и оние кои не се израелци, туку и во Израел има две групи луѓе. Подоцна кога одиме во Новиот Завет, и меѓу Христовите ученици има две групи на луѓе. Подоцна кога читаме во делата апостолски и останатите посланија на апостолите, секогаш има две групи на луѓе. Па и денес има две групи на луѓе. Луѓе кои секојдневно, спремно носат одлука за Христа и луѓе кои тоа го занемаруваат. Луѓе кои тоа го одложуваат. Луѓе кои тоа го ставаат за утре. И обично луѓе кои ги оставаат денешните обврски за утре, се луѓе кои никогаш или неквалитетно се ги завршуваат своите обврски. Две групи на луѓе. Едни кои ќе плачат и други кои ќе се радуваат. Во која група
ке бидеме ти и јас, носиме одлука денес. И затоа псалмистот вели, ако денес го чуеш гласот негов, нека не се скамени твоето срце, туку кажи му да. Нека Бог не благослови да го прифатиме Христа, неговиот план. Не само вечерва, туку и утре, и задутре, се дур сме живи. Животот со Христа и на оваа земја е убав. Но во исто време, животот на оваа земја го разбираме дека е убав со Христа, затоа што имаме надеж дека смртта не е последна станица во нашиот живот. Запомнете, ако еден ден умрам пред вас, немојте на Фејсбук да ми напишете вечен помен или отиде во своето вечно почивалиште. Тоа е привремено почивалиште. И немојте да ми кажете с Богом за секогаш. Не е тоа точно. С Богом за некое време. Оти Христос ке дојде и ако умрем ке ме воскресне и мене. И ако се случи да не даде Бог некој од вас да се случи, Христос ке ме воскресне и вас. А ако останеме живи, уште побаво. Ама да веста за Христа ја чуваме овде во срцето и донесуваме одлука секој ден.